Денеска кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ Миле Андонов го покажа вистинското лице на СДСМ во Македонија и посебно во Кочани. На оние вработени кои СДСМ ги претвори од редовни работници во стечајци, денеска им се ветуваат работи кои се однесуваат на ослободувањето на комуналната такса, водата, сметот, истакна на попладневната пресконференција кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН Ратко Димитровски и додаде. Се заборава законската обврска и оние обврски на градоначалникот, дека градоначалникот не ослободува, ниту има право, ниту има можност да ослободува некого од плаќање на некои услуги кои што се заеднички за граѓаните на општина Кочани. Сакам да ги потсетам стечајните работници во општина Кочани, со кои што имавме неколку состаноци и за кое нешто ги имаме записниците од тие состаноци, дека ние во подготовката на буџетот за 2013 година имавме интензивни разговори со нив за решавање на дел од овој проблем. Имено на неколку состаноци, заедно со председателот на Советот, ние излеговме со предлог дека во буџетот на општина Кочани за 2013 година ќе издвоиме средства од граѓаните на општина Кочани за да се помогнат оние стечајни работници и оние социјални случаи кои што имаат потешкоти со наплатата на водата, на комуналниот смет и на комуналната такса. Од овој записник може да се види дека раководството на стечајните работници, бидејќи не се најде во тие кои што ќе бидат ослободени, имено не се во таква положба како што се многуте од стечајните работници, ги прекина разговорите со општина Кочани, односно со председателот на Советот, заради тоа што очекуваа дека тие како први нема да се најдат на списокот на оние кои што ќе им бидат надоместени плаќањата на вода, на смет и на комунална такса од буџетот на општината Кочани. Димитровски ги повика понатаму да ги почитуваат заеднички законските прописи и, како што рече тој, да се биде фер спрема граѓаните на општина Кочани, а не во ова предизборие да им се фрла прашање